Криминалот не се исплати, ве молам формализирајте го својот бизнис. Ваква порака испрати премиерот Мицкоски на годишната конференција Формализација на неформалната економија преку соработка до успех. Тој воедно најави системска борба со сивата економија која го јаде државниот буџет. Земјава нема прецизни мерења, но според податоците на Светска банка, сивата економија опфаќа околу 30% од бруто домашниот производ. Најмногу ја има во градежништвото. Криминалот не се исплати, ве молам формализирајте го вашиот бизнис и немојте да мислите дека на тој начин ќе изиграте државата. Многу е тешко вие да зборувате за тоа колкав е процентот, затоа што едно од најтешките работи кои што може да се измери е тоа. Некаде нели проценти кои што ги прави Светска банка кажува дека околу 29%. Но онаа работа што и претходно ја спомена, вие не можете да зборувате дека на пример сите компании се во неформална економија заради тоа што така решили и така сакаат. Никогаш не можеме да тргнеме од позицијата дека сите се сега злоупотребуваат закон. Не, има, како што кажав, многу недоречености во законите кои што Премиерот воедно очекува стабилизирање на цените на храната годинава. Делот на храната минатата година имаше божикна кошничка, јануарска кошничка и така ќе биде и во април. Инаку ценам дека ќе се движиме во рамките на проекцијата под 3% на ниво на годишна инфлација оваа година, која ќе ја споредиме стапката горе-доле иста како во регионов. На трговците им порача дека глобалните шокови не смеат да бидат алиби за неоправданите маржи и прекумерни профити на грбот на граѓаните. Најави засилен мониторинг за спречување на евентуални злоупотреби.